ви покажав неколку типови на мафини. Но мислам дека не сум ви направила благи чоколадни, а овие ќе бидат многу специфични, бидејќи денеска решив да го започнам денот со чоколадни мафини направени со фета сирење. Инспирацијата ја добив од нашите нови пријатели, Президент. Односно, многу е фино кога две енергии ќе се спојат и ќе се препознаат. Јас знам дека Президент препозна како ја се бањам буквално во путер и го користам на сите можни нивоа. И решивме да оформиме едно убаво пријателство и да ви понудиме прекрасни рецепти кои ќе изобилуваат со најразлични вкусови и мириси, секако збогатени од убавата француска програма на Президент. Денеска ќе работиме неколку благи варијанти, но ќе ги направиме со фета сирење. Користењето на фета сирење или јогурт во благ мафин ја истиснува благата нота, а киселата нота во позадина му дозволува на пецивото и на содата да се активираат подобро и да имате убави сунгерести, а внатре да бидат, не знам, англичаните имаат гуи, еден израз, односно да бидат лесно да може да се џвакаат, можеби, и да бидат така сочни на секој загриз. Јас од моето тестирање можам да ви се пофалам со една убав отпечаток од рерна, но готвиме дома. Ова само да знаете дека кога кажувам дека сум трапава, не лажам, баш сум трапава и кога тестирам знам често да се повредам, тоа се гледа по моите раце, но да се однапред да се оправдам јас, нели, пред да почнеме. За да го подготвите овој рецепт, потребни ми се 2 јајца. Јајцата ќе ги искористиме како основа. За да добиеме уште посунгересто тесто, ќе ги изматиме со маталка. Секако ќе направиме се за да може да имаме убава текстура на мафинот. Мафинот има многу луѓе мислат дека мафинот е многу едноставен за да се направи, односно сет се става во една чинија, се меша и се става да се пече, но не е така. Мафинот како мафин тесто, за да не биде суво, за да не биде во вид на проја, има малку финта која може да ја употребите. Секогаш кога сакате да имате убаво мафин тесто, дајте им, а најчесто тоа важи и за благите мафин теста, дајте им убаво матење со маталка на јајцата за да ги наполните внатре со воздух и да направите убава пена. 2 минути ќе ги изматиме јајцата, белги со сежолчки заедно. И не морам да ви ја кажувам онаа финта така за да не се уморите. Прво од зглоб, после од рамо, така ќе може подолго да ги изматите или употребете миксер. Ако сакате да се заштедите, мене баш ми е симпатично. Направивме убава пена, не очекувајте пена како со миксер, меѓутоа имате доволно простор да направите баш убава пена доколку им дадете 2 до 3 минути. Ќе ставам јогурт, ќе ставам малку јогурт бидејќи ќе го збогатам тестото со фета сирење. Секако инспирацијата ми беше од Президент Салакис програмата, кој имаат едно убаво неутрално фета сирење кој апсолутно може да го измешате во чоколадо и да имате убав вкус. Киселоста на сирењето и на јогуртот ќе помогнат на содата и на пецивото поубаво да реагираат и ќе имаме баш еден различен вкус. Јас ве охрабрувам да пробате, нели знаете дека многу чизкейк, различни чизкейк рецепти, односно оние торти кои се прават со крем сирење се на база практично на сирење кое е малку помладо од фета сирењето, односно има малку по нежна решетка. Фета сирењето, тука мислам дека одличен додаток. Ќе ставам неколку коцкички. Многу е практично исечено сирењето на Салакис, бидејќи доаѓа во кутија, може лесно да си го ставите во фрижидер и ќе го измешам малку со јајцата. Ако има парчиња, не се грижете, тие ќе бидат совршено изненадување, не мора да биде комплетно мазно и изматано сирењето. Ева како веќе убава текстура прави со јајцата. Ќе ставам путер, нема тесто за мафин или за торта без убав путер. Овој пат ќе го користам несолениот од програмата на Президент. Сигурно сте ме виделе до сега многу пати како ги менувам путерите. Многу често знам да ставам и солен путер,
во благ рецептот, причина што таа малку сол во путерот знае да ја нагласи благоста на секој рецепт. Ќе ставам, не знам дали знаете, на Президент путерот имате обележано колку е грамажата во коцката. Јас ќе ставам отприлика 40 грама путер. Тоа е тука. Ќе ставам малку масло, 2 лажички, за да може да ми го заштити путерот од горење и ќе оди во микро за да се стопи, но внимавајте кога го додавате во јајцата, бидејќи може да се случи да ги сварите јајцата, значи путерот, односно стоплениот путер не сме да биде на температура повисока од 50 степени. Значи ќе ја ставам на ниска температура, јас тука имам микропечка на горење. Ќе ставам на ниска околу 60 и ќе му дадам 30 секунди само да се стопи. Во тоа време убаво ќе си го разматам, ќе си разматам мократа основа. Имам брашно, точните мерки ќе си ги прочитате во тетрадката. Имам малку сода и едно прашак за пecivo. Ќе ги размешам во брашното за по совет на една наша гледачка, за секој еднакво да се распредели во целото тесто. Мислам дека путерот е готов. Да. Малку е умекната, еден дел е оставен заради тоа што ставивме масло и тогаш кога ќе го измачкаме путерот, односно ќе го измешаме путерот кој е стопен со тој кој е останал во коцка, ќе добиеме баш пријатна температура, односно температура пониска од 50 степени и ќе се осигураме дека јајцата нема да станат кајгана. При нашиот обид да направиме благ рецепт. Убаво измешајте. Соединете го маслото и путерот со белките и фета сирењето. Мириса солено, но на крајот ќе имате, мислам дека еден многу интересен вкус. Имам шекер, бел, обичен, ќе го додадам во тестото прво, за да го спојам малку со јајцата и убаво да се размеша. И ќе го додадам брашното, во кое измешавме пecivo и сода. Мислам дека сега ми е потребна лажица, да, за да можеме агресивно да измешаме и да се погрижиме во тестото да нема грудчиња. Треба да добиете тесто налик она за правење можеби вафли, односно малку е погусто од тестото за палачинки, а малку е поретко од тесто за пита кога би правеле. Бидејќи мафините во основа треба да се нежни. Мафините се печат малку подолго, од причина што е по-меко тестото внатре и им треба околу 25 до 30 минути на ниска температура, 170 до 180 степени. И ова е нашата основа. По неја ќе додадам сирово какао. Убаво ќе го спојам за да добиеме чоколадно тесто. Додадам уште малку масло, мислам дека ми недостасува. На крајот, за да го збогатиме вкусот, имам убава млечна чоколада. Околу 200 грама, ќе ја исечам на коцки. Доколку имате и чипс чоколада, слободно ставете ја. Таа убаво ќе се спои со целото тесто. Ќе ја исечам на мали коцки. И ќе ја додадам во тестото. Таа ќе се растопи на дел ќе го збогати со вкус. Само благо промешајте за да навлезе насекаде во тестото. Мириса на чоколадо, бони. Израем има побав мирис од оној на чоколадото. Јас сум голем фан на чоколадо.
и на се што е чоколадна торта, чоколаден мафин. И секако ништо без карес и нивните убави разнобојни модли. Имам убави модли кои се шарени, убави за око, декоративни. Имам четкичка и во танирчето каде што го истопив путерот, ќе го искористам за да ги премачкам модлите. Тоа го правам заради тоа што сакам путерот убаво да ми го ароматизира, да ми ароматизира надворешноста на мафинот, иначе не морате во овие модли на каре, се тотално нелепливи. Само од кога ќе завршите со печењето, ставете ги 20 на минути, убаво да се излади тестото, за да можете лесно да ги извадите мафините без да при тоа да ги уништите и да ви делуваат дека не се испечени. Ама јас сакам чекор понапред и целата надворешност, односно тој запечен дел од мафинот и од модлата да ми мириса на путер. Мислам дека готвењето со путер е нешто што можеби покасно е влезено во нашата традиција, но убаво веќе наоѓаме начини да го направиме тоа традиционално готвење. Путерот го збогатува вкусот на секое јадење. Знаете дека секој вкус, односно секој мирис, секој зачин се интензивира во допир со маснотија, а путерот е млечна убава маснотија која дополнително ги интензивира сите вкусови кои ги употребувате во храната. Убаво ќе ги премачкаме модлите. Од сите страни. И ќе префрлиме целата количина. Си направам место. Ќе си помогнам со уште една лажица. Не мора да внимавате да биде тоа убаво и мазно, заради тоа што ставивме многу пециво и сода, ќе подигнат својата димензија мафините, ќе се израмнат одозгора. Ако сакате чекор понапред чоколад, дирајте ги. Ставете рендена чоколада одозгора, тоа ќе се стопи, ќе се потпече. Ќе мириса совршено. Јас сакам да ги полнам модлите на карес до горе, заради тоа што многу ми е симпатично кога ќе исплива мафинот одозгоре, ќе направи како печурка. Но доколку сакате да ја задржите таа по фенси форма, наполнете ги само до половина или 2/3 и така ќе се осигурате дека нема да исплива тестото. И одат во рерне. 25 до 30 минути на температура од 180 степени. Доколку имате вентилатор, уклучете го, тоа ќе помогне да се испечат еднакво. Ќе ги печеме, на крај ќе ги извадиме, ќе ги одмориме да се изладат, а се гледаме со вториот рецепт. Зошто да не одиме со комплетно благи рецепти денеска? Никој не ни забранува и апсолутно може да си конзумираме се што сакаме. Мислам дека до сега 8 пити од јаболка ви понудив, а денеска е 9-та. Ќе направиме повторно пита од јаболка. И не знам дали забележувате, меѓутоа стануваат се полесни и побрзи. Тоа е заради тоа што секогаш имам обид да направам нешто побрзо, полесно и нешто што можам да го направам кога ќе дојдам од работа. Оваа пита не е помалку вкусна и е навистина симпатична во вкуса затоа што има доволно тесто, а ќе направиме големи коцки парченца од јаболка внатре кои ќе ви изненадат, а ќе ја послужам со сладолед од ванила. Доаѓаат убави топли денови, зошто да не почнеме да конзумираме сладолед. Имаме 4 црвени јаболка, красати. Овој пат не употребувајте делишец или некое јаболко кое е многу благо во својот состав, заради тоа што ќе го утепате колачот буквално и благите јаболка имаат тенденција побрзо да се распаѓаат, за разлика од красатите. Ќе употребиме красато јаболко и ќе направиме една тесто основа. За да го подготвите ова тесто ви требаат повторно 2 јајца,
на собна температура, секогаш кога правите благи рецепти, секогаш кога правите нешто каде што треба да направите пена од јајцата, користете јајца на собна температура, така нема да го пресечете колачот. Колаче можеби ова не е пита. Малку промешајте ги. Натре ќе го додадам шеќерот, за да го изматам со јајцата. И да направам убава блага основа. Малку сончогледово масло, неутрално. Млеко ќе биде дел од овој рецепт. Во претходниот ставивме јогурт и фета сирење, а овој ќе го направиме со убаво млеко, заради тоа што ни треба таа млечна основа да се врзе со сладоледот од ванила. За да го споиме вкусот, ќе додадеме и ванилин шеќер. Едно пециво во брашното. Убаво промешајте го брашното, за да се соедини и еднако да се распредели по целата количина. И додадете го брашното во тестото. Се заедно ќе соединиме. Од кога ќе соединиме, ќе ставиме една коцка путер. Значи, овој пат го ставате путерот од кога ќе го измешате тестото, ќе го стопам малку во микро, кратко, на ниска температура, значи 60 вати, одам 30 секунди. Само за да се подстопи малку, при тоа ќе го доработам тестото за да се оформи таа решетка од глутен, а на крај ќе му ставиме топол путер. Ќе направи целата разлика, бидејќи ќе му даде прво активирање на пецивото кое го ставивме внатре. Ви треба убаво и мазно тесто, не знам дали може да го видите, бидејќи во него ќе го премачкаме јаболкото. Ќе го ставам на страна, за да можам да ги подготвам јаболките. Имам 4 убави јаболки. Тоа е знакот дека путерот е веќе стопен. Секако и денеска користиме и во овој рецепт президент путер. И правиме коцки. Ова е димензијата на коцките која ви е потребна во јаболкото. Делумно ќе се растопи од топлината на тестото, меѓутоа делумно ќе остане за кога ќе загризете да го имате автентичниот вкус на јаболко. Ова е една многу едноставна верзија. Моите деца ја обожаваат. Најпрвен почнав да ја правам на најсложената пита, каде што правите тарт тесто, па ставате јаболки убаво наредени во спирална форма. Потоа го направив она тесто каде што правиме лења пита, каде што само го трошкате. И на крај стигаме каде што имаме јаболка измешани во тесто, испечени. Но ви ветувам, не е помалку вкусна. Сите имаат различен вкус, но се полесна и полесна варијанта за сите вие кои сте зафатени. И верували или не, најмногу прашања од сите оние кои ме познаваат добивам во однос на тоа кога наоѓам време да готвам. А целата емисија ја концепиравме на тој начин што сакавме да ви покажеме како еден на вистина зафатен, моите минути се испланирани во текот на денот, човек во едно брзо секојдневие со секојдневна работа од 8 до 5 може да најде време да готви. Тоа го правам со прилагодување на рецептите, односно кратко време за готвење. Многу често тоа го правам со прилагодување на чиниите кои ги користам, за да не ми остане после тоа многу за миење. И секогаш барам нови начини како да ги задржам убавите вкусови на рецептите, а да имаме нешто убаво и домашно сготвено. Мислам дека моите деца слават кога ќе им кажам дека нешто порачуваме, заради тоа што сега па посебно со снимањето на емисијата, цела недела мора да јадат тоа што го тестирам. Некој ќе кажат дека се благословени, моите деца ќе се побунат и ќе кажат сакаме нешто порачано од ресторан. Но, кој како си ја наредил, буквално. И последното, 4 јаболка ви треба, тоа е од прилика килограм.
Доколку ви пречи на боја на јаболкото, темно кафеава, мене не ми пречи во овој рецепт заради тоа што тестото ќе биде темно, златно, односно карамела боја, не ми пречи. Доколку ви пречи, слободно пропрскајте го јаболкото со малку лимон, така ќе ја задржи својата бела и убава боја. Го ставам со црвената лушпа. Најпрви заради тоа што лушпата е многу богата со витамини и минерали, односно многу од витамините во самото јаболко се наоѓаат во самата лушпа, но ја правам заради тоа што сакам да ми излезе и таа боја внатре, затоа не го излупев. Тоа беше путерот, дека е веќе готов, јаболкото. Многу е важно да ставите топол путерот, меѓутоа не на температура повисока од 50 степени, за да не ви го свари јајцето и да не ви направи омлет. Значи го имаме, веќе го стопив, гледате од страните малку стопен, дел е останат во првобитната поцврста форма, ќе го измешам за да се излади количината на путер која веќе се стопила, има повисока температура. И ќе го додадам во моето убаво тесто. Сега тестото ќе стане сјајно. Не знам дали може да се забележи на камерите, веќе ја променува својата сјајност. И на крајот ќе ги додадам внатре јаболката. Ќе си помогнам со лажица, убаво да ги размешам во тестото. Односно, сите парченца да бидат убаво облеани со тесто. И ќе го подготвам калапот за печење. Имам поголем метален калап, бидејќи имам поголема количина и внатре имам парченца од јаболка. Направив една кружна форма од хартија за печење. Она што сакам јас да го направам, најчесто го правам и со парчето путер го премачкувам и дното, така ќе се осигурам дека ќе ми се одлепи. Потоа ќе ставам хартијата. Со путерот ќе ја премачкам и хартијата за да го замириса тестото од надвор. Ова да го направам, да. Малку да ми остане од страните за да ми биде мазна целата пита од оздола. Убаво ќе го затвориме калапот. И го префрлам путерот на страна. Сигурна сум дека до сега веќе знаете дека хартијата на путерот ја користам за убаво и лесно да ја премачкам, да го премачкам калапот и да се осигурам дека тортата или во случајов питата нема да ми се залепи по калапот. Внатре оди целата содржина. Си помогам со една силиконска шпакла за да ја земам целата количина од тестото, која е убаво и сјајно. Млечна основа на тесто денес. И ќе го распределам по површината на целиот калап. Се пече околу 30 до 35 минути на температура од 180 степени. Ќе видите дека е готово кога ќе почне да се одлепува од страните, има направено запечен прстен. Или секогаш искористете чепкалка, буцнете на средината, видите дали нешто ќе остане на чепкалката, тогаш значи дека тестото е веќе готово. Сега идеме со двата рецепти. Тоа беше се за денес.
Не знам дали може да забележите колку е шарена мојата маса и колку се прекрасно изгледа. Мафините може да ги служите директно во моите омилени модли силиконски. Мислам, не може да не ви биде денот убав кога имате вакво шаренило пред вас. А тоа што ви го објаснив претходно, дека мора да ги оставите убаво да се изладат, за да можат лесно да се извадат. Модлите на карес не се лепливи во суштина, но секоја силиконска модла, доколку ја извадите веднаш кога ќе ја извадите, не сте стрпливи да почекате малку да се изладат мафините, може да се залепат и да немате добар исход на крајот, но еве како изгледаат. Јас ќе ги оставам бидејќи не се многу убави и шарени да бидат послужени директно во модлата. Ставив малку свежи јагоди за да можеме да малку ќе се подгорев, питата веќе ја олади. Ставив малку јагоди затоа што јагодите секогаш се совршен брак со чоколадата и питата, која можеби сте скептични дека не е совршена како оние претходно кои ви ги направив, но јас ве охрабрувам да ја дадете на оваа шанса. Брза е, лесна е, нешто што може да го замесите и направите веднаш штом ќе дојдете од работа, а вашите деца да имаат прекрасен оброк. Имам тука сладолед од ванила и начинот на кој јас ова би го сервирала е со тоа што ќе исечеме. Веќе подизладена, иако на нејзе мислам дека не ја дадов соодветно време. Може би требаше уште 10 минути, но дека ќе завршиме како што треба. Да, се двои веќе. Убаво парче. И јас би го послужила со убава топка сладолед од ванила. Сладолед од ванила ќе се растопи по целата површина. А на крајот мафините ќе ги збогатиме со малку убавина шеќер во прав. И тоа беше се за денес. Се надевам дека ви понудив рецепти кои ќе ви се допаднат. Јас се надевам дека ќе дадете шанса на чоколадни мафини со фета сирење. Секогаш експериментирате и дозволете да пробате различни вкусови. Никогаш не знаете што ќе ви се допадне. А ние се гледаме веќе утре со нови идеи, нови рецепти и нови вкусови. Останете ми добра.